Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Се наоѓаме се дебран на поскапување на речиси сите производи и услуги, а во меѓувреме платите не растат како би се амортизирале овие поскапувања. Пролетниот период беше одбележан со низа на штрајкови на одредени синдикати, но тие не покажаа поголем отпор како би го зачувале работничкиот стандард. Од друга страна па летниот период беше одбележан од протести против преговарачката рамка за влез во Европската Унија и договорот за Бугарија. На тема социјално или национално мотивирани протести ќе разговараме со другарот Зоран Василевски. Здраво, Зоран. Здраво. Како ги коментираш настаните во последните 3 месеци? Дали се случи превласт на националните над социјалните протести или пак може би се работи за замор, бидејќи веќе не се случуваат ниту национални, ниту пак социјални протести? Дефинитивно живееме во турбулентни неколку, би ги рекол 4-5 месеци во кои што се случија низа поскапувања. Воедно се случи и забрзување на овој процес кон Европската Унија со францускиот предлог и за момент може да се добие впечаток дека националните прашања извршија превласт над социјалните прашања. Но дали е тоа така, зависи од тоа кој стоеше за овие протести. Синдикатите, иако имаат голем капацитет да ги изведат луѓето на штрајкови, посебно нивните членови, сепак се виде неединството меѓу нив. Едни синдикати беа посклони кон социјалниот диалог, па се враќаа, преговараа со владата. Други предложија генерален штрајк како што беше во образованието, но и тоа некако се сведе после на социјален диалог, од кој што гледаме дека нема никаков ефект. Веројатно овие протести против францускиот предлог изгледаа навидум помасовни и пожестоки, затоа што за нив беа политички партии. Очигледно е дека политичките партии заради предстојни избори, заради гласање на кое што сме сведоци дека се речиси секоја година се одвива, имаат поголема мотивација во тој пиар простор да направат повеќе. Значи, кај синдикатите изборите се внатрешни, тука многу други фактори се во игра како се стигнува до синдикален лидер, додека кај политичките партии дефинитивно целата јавност треба да биде третирана за утре кога ќе има и некакви избори да се гласа. Факт е и дека настапи летото и дека и тоа е една од причината зошто сега нема никакви протести, но па и тоа е показател дека и револтот не бил во доволна мера третиран, како што кажав, бил во пиар цели искористен, па сега гледаме дека наводно нема никакви проблеми. Сега гледаме ситуација каде што луѓето испаѓаат дека не се жалат ни на сиромаштијата, нити па се чувствуваат национално понижени. Или пак комодитетот им е пообитен? Да, или едноставно не се успеало да се изнесе сиот народ на улица. Значи, тука во стратегијата, во начинот на обраќањето, во свесното создавање поделби меѓу луѓето, ќе покаже периодот што следува што било и зашто било. Добро. Најавени се дополнителни поскапувања. Значи, најавено е дека електричната енергија ќе поскапи од септември, дека парното ќе поскапи, горивата дополнително ќе поскапат и се останато. Но од друга страна пак не гледаме никакви најави од страна на синдикатите и политичките партии за некој поголем отпор за таа состојба. Наспроти тоа се најавува референдум. И што мислиш ти, во наредниот период ќе се разбудат ли синдикатите или пак ќе имаме и референдум и двете, кој е твоето мислење? Сложено е тоа прашање, да се предвидува па макар и блиската иднина, но ако земеме предвид дека оваа држава од 90-та, кога го разгледуваме периодот навака, како Република Македонија, и тогаш во екот на транзицијата се чинеше дека на граѓаните им се сервираат решавањето на големото национално прашање, затоа нели имаше и референдум 91 година.
Значи, тогаш ние веројатно повеќето што сме на возраст некаде од 30 до 40 години бевме ученици и директно не памтиме што се случувало, но од кажување памтиме дека сите наши родители тогаш се соочуваа со отпуштање од работните места, со пропаста на самоуправните претпријатија, но онаа наде што ја имаа дека влегуваме во ново доба на евроатлантски интеграции со самостојна држава, веројатно ги мотивираше да излезат масовно и да гласаат на тој референдум. Така да не е чудно што синдикатите дефинитивно покажуваат многу помала активност од партиите. Јас во претходното прашање, она што го начнав, беше проблемот што дури и да речеме во моментов национално понижените македонци или класно понижените работници, мислам дека не гледа ни една политичка опција или синдикат што искрено се застапува за нивните интереси, затоа што наеднаш биваат охрабрени дека кој знае што ќе се случува, ќе имаме, не знам, жешка пролет, жешко лето, не знам каква есен, а подосна гледаме дека кога веќе се нафатиле тие актери политички и синдикални да ги третираат тие прашања, наеднаш се гледа неискреноста, затоа што навидум изгледаат единствени кога се застапуваат за некое прашање, но ако се следа прецизно, например, пролетта, ако се следеа какви се реакциите на синдикатите, лесно можеше да се забележи дека многу побитно им е да докажат кој е најрепрезентативниот, кој е најдобриот синдикат, па меѓу себе, нели, малте не тежок збор се навредува, но се рчка, народски кажано, као дека другиот е крив што ете сега нема генерален штрајк. Ти сметаш дека не им е битно на синдикатите благосостојбата на работниците и извојување на некое право, туку дека тоа што го кажува се надпреваруваат. Да беа единствени, да им беа најбитни работниците, дефинитивно на многу лесен начин може да ги организираат и да видиме како што се гледа во Грција, во Франција, по Италија и по други земји, генерален штрајк, сопирање на производството и слично. Така да во делот на протестите против францускиот предлог, лесно забележливо и што и тука за партиите беше побитно кој ќе се представи како најдобриот поборник за идентитетот, за правата на македонците на сопствено гледиште на историјата и на сите тие идентитетски прашања. И буквално, значи, видовме една дезорганизираност во смисла дека еден ден беше битна масовноста да се покаже, друг ден се бараше радикализација, па тоа предизвика, нели, да бидат приведени луѓе, па последи имавме жалење зашто тоа се случило. На крај во парламентот се помина како што помина, никој не спомна, никој не организира од опозицијата посериозен отпор од тип на блокирање улици, изнесување на протестирачите пред клучните институции каде што се изведуваше оваа промена. Едноставно, веројатно се задоволија од реакцијата на граѓаните на социјалните мрежи, сите тие лајкови и постирање револуционерни слики од денови кога ништо посебно во суштина не се случуваше. Знаете како е, од еден настан, колку и да е обичен, може да се извадат добри слики, да се постават на Facebook. Луѓето што не учествувале во овие протести ќе имаат впечаток дека кој знае што се случувало, а во суштина сето тоа парадирање на крај беше за политички поени. Значи, сметаш дека и политичките партии тоа што го правеа со повиците за протести и тоа го правеа чисто ради популизам и ради добивање понатаму на гласови во процес на избори? Апсолутно, апсолутно. Оттаму и сега, нели, главната цел предвременни избори. Ќе видиме што ќе биде и ова прашање со референдумот што е поставено. Да. Добро, дополнително што нешто сакав да те прашам, значи, иако социјалните прашања се одлична подлога за
меѓуетничките односи, меѓуетничката кохезија кај нас, сепак сметам дека тие социјални прашања ќе бидат во подредена позиција во однос на националните прашања и дека тоа ќе допринесе до влошување на меѓуетничките односи кај нас. Што сметаш во однос на тоа? Дали, бидејќи сепак ние моментално имаме некоја фаза на подобрување на меѓуетничките односи, но секогаш кога се појавуваат прашања од национален интерес, некако се прикажува дека двете страни, двете етнички страни нема можност за соработка, за соживот. Да. Тако пешток се добива. Тако пешток се добива. Таа опасност виси над оваа држава откако се одвои од Југославија. Треба да се потсетиме дека на првиот референдум албанците во голем дел го бойкотира или целосно. Подоцна имавме референдум пред колку години за територијалната поделба, каде што само етнички македонци излегоа на тој референдум и не се достигна цензусот, 2004 или 2005, мислам дека тоа беше. Подоцна имавме уште еден референдум 2018 во кој на некој начин со бојкот се изрази незадоволството, да. И сега имаме повторно, значи, предлог за референдум. И тука има интересни размислувања од сите што се сега ги разгледувам, тие што се против францускиот предлог. Дел од нив сметаат дека со тоа што се бойкотирал на референдумот 2018 година, дека тие го кажале својот став дали за Европската унија, дали за Преспанскиот договор и дека тогаш сметаат дека ја завршиле својата работа, дел од нив. Други па сметаат дека џабе е да се организира референдум затоа што ќе биде фингиран и слично, додека трети сметаат дека мора да се одржи. Јас во тоа ја гледам поделбата во опозицијата, предизвикана од она што претходно го кажав, трка по политички поени. Иако е референдумот највисоко демократско право каде што директно се одлучува, мислам дека тоа не е единство и таа конкуренција меѓу себе. Знаете, секогаш конкуренцијата прва е во својот табор, кој ќе се покаже дека е предводник на отпорот. И мислам дека во тој дел ќе видиме доста задни игри, доста стратегии што и како да се прави. И сметам дека низ риториката што ќе следи, уште поголеми зидови ќе се крејаваат меѓу етничките заедници, затоа што нема ни една политичка опција способна, ќе кажем, значи способна, за да ги обедини и македонците, и албанците, и турците на една страна да им укаже и тие да го прифатат како свој ставот дека условите наметнати се нефер, ни една друга држава кандидатка членка ги немала. Туку во трката за политички поени гледаме големо користење на национал романтизам, национал шовинизам. Веројатно за мене е тоа, например, показател дека не е битен проблемот против кој се протестира. Туку битно е што ќе се извлече како политички поен и како поголема популарност од тој процес, и тука не ги интересира одредени политички партии дали ќе бидат дефинирани само како партии на македонците. Тоа мислам дека ќе ја руши позицијата на противниците на францускиот предлог, затоа што да се работи треба подолго, а не адхок за да се спречи некоја појава. Во делот на синдикатите, ако е веќе да дадеме мислење за што ќе биде од десента натаму, тука сум уште поголем скептик, затоа што сме биле учесници на секакви протести и ако им се остави на политичките партии и на синдикатите, само нив ако им се остави да ги тераат процесите, на крај ќе заврши како што во 30 години завршувал секој отпор. Многу врева за ништо. Да. Ова што кажа дека нема политичка партија која што е способна да ги обедини албанците и македонците во Македонија, да дадат и свое мислење. Јас не сметам дека не се работи за способност, туку се работи за немање на интерес, бидејќи сметам дека на политичките партии кои што постојат во овој даден момент, не им е од интерес да албанците и македонците се обединат и заедно си ги барат своите права. И тоа го гледаме и од изјавите на
функционери на политичките партии кои што дават доста националистички Долеваат изјави. масло во огнот, Да, користат националистичка риторика од двете страни, значи и долеват масло на огнот и повторно албанците и македонците остануваат разединети и не сплотени во барањето на своите социјални права. Со ова би завршил во потврда на она што го кажа, дека од тоа се согледува дека не ги интересира достоинството на луѓето, дури и кога се спомнува дека некој бил национално понижен, треба да се гледа дали е и човечки понижен. И луѓето мислам дека тоа го гледаат. Видовме секакви протести. Не видов јас лично дека од местото каде што се организира протестот во радиус од 1 километар има луѓе што пијат кафе. Значи не ги третираат тие луѓе. Они си имаат зацртано која им е целната група, кој треба да ги гласа на идни избори, пошто реториката е национална, тогаш и тоа им се дава на луѓето. На долг план се губи и секакво достоинство и секаква надеж за промени, затоа што луѓето гледаат дека има некакви лични интереси врз позади сите тие големи наративи. Да. Апсолутно, луѓето веќе почнуваат да се пробудуваат. Добро, Зоран, ти благодарам што гостуваше денес во Гласни идеи и ги сподели твоите гледишта околу овие прашања. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.